Поречи си еден век од првото објавување, Маруша се врати дома. Станува збор за театарскиот текст Маруша, напишан во 1925 година од страна на Васил Хаджикимов и Душан Бодимировиќ и поставена на сцената на Народното позориште во Штип. Во драмата има три чина, се говори на штипски дијалект, се говори на српски јазик и на француски, зависно од каде се ликовите. Се случува во Белград, првиот чин, во една кафејана позната, Три шешира, и станува збор за битова драма со фолклорни елементи. Но оваа представа, иако предизвика голем интерес кај штипската културна јавност, по само 2 или 3 прикажувања и забрането од тогашните српски власти, со што станува првата забранета представа и драмски текст во Македонија. Затоа што македонката Павлина, која после станува Маруша, е многу попаметна и повредна од Србинот Перо, кој еден расипник расипи куќа, она го става во ред. Представата имала многу убав успех, многу е сакала публиката. И се нема друга причина, освен ако причина, тоа да не заборавиме дека е Македонија тогаш под српска управа. Долго време во македонската јавност се веруваше дека текстот на Хаджикимов и Бодимировиќ е изгубен. Јас го добив тој текст, го најдов 2004 година на еден меѓународен симпозиум на кој што се зборуваше за нашиот однос кон драмското наследство. Тоа беше меѓународен во Нови Сад. Јас меѓу другото ја спомнав, не знам, таа Маруша, и после тоа мене ми ја донесоа Маруша во ракопис. Неколку години подоцна Мазова ја објавува книгата Маруша вратена дома. Во неа е поместена целата драма испишана со рачен ракопис на Бодимировиќ. Транскрибирана е, има текст како Маруша се врати дома. Изданието содржи и текстови за тогашниот театарски живот во Штип и за авторите Душан Бодимировиќ и Васил Хаджикимов. Сите архивски материјали од изданието Маруша вратена дома Лилјана Мазова ги подарува на историската поставка на Завод за заштита на споменици на културата и музеј Штип.